Наместо уште поголемо раздвижување на работите на автопатот Кичево-Охрид, премиерот Зоран Заев со најава дека работата ќе биде стопирана. Дали со ваквото темпо на работа истиот ќе биде завршен како што претходно е планирано на крајот од месец февруари 2018 година? За овие 3 години работа на автопатот од 2014 година над 1200 работници и уште толку вклучени како логистика одовде ја има основната екзистенција, а сега дојдоа до неизвестност за истата. Стопирањето на работата на автопатот, стопирањето на асфалтирањето, градењето мостови и тунели, тампонирањето, копањето на земјиште, бетонирањето ќе значи и стопирање на нивната екзистенција и останување на улица. По средбата што Заев ја имаше со кинеската амбасадорка во Република Македонија Лин Лисјен, владата информираше дека е запрена активноста на автопатот, а како што брифира одредени медиуми, причината била несовпаѓањето на проектираната и веќе изведената траса на автопатот. Работниците, но и граѓаните на Кичево се шокирани и загрижени од ваквите најави кои можат повторно Кичевскиот регион економски да го осиромашат, со тоа што илјадници луѓе и семејства ќе останат без основна екзистенција. Ова во моментов е и најобемниот инфраструктурен зафат во Кичевскиот регион кој ја раздвижи економијата во градежниот сектор, а сега можно е илјадници луѓе да останат без работа, нов автопат да нема, а досегашните вложени средства да бидат без резултат. Од главниот изведувач, кинеската компанија Синохидро, како и поголемите подизведувачи, изразуваат загриженост за ваквите најави и посочуваат дека тие со целиот човечки и механички арсенал се подготвени автопатот да го завршат во предвидениот рок. Останува да се види каква ќе биде судбината на автопатот Кичево-Охрид, иако претходната влада, освен овој проект, започна активности и за отпочнување на изградба на нов автопат Кичево-Гостивар, со што ќе се добиеше целосен автопат од Скопје до Охрид. Кичевчани, но и сите граѓани на Македонија очекуваат да продолжат големите инвестициски зафати што ги започна претходната влада, но засега неизвестна е судбината на автопатот Кичево-Охрид, а нема никакви најави за нови автопати.